Секој утро го почнуваме со најтешките теми од кои зависи иднината на Македонија. Нормално под предпоставка дека верувате дека Македонија воопшто има иднина. И јас сум еден од оние малку наивни, можеби глупави, кои веруваат дека постои некаква иднина за оваа земја, иако сите рационални аргументи го говорат спротивното. Зошто го говорат спротивното? Затоа што Македонија се помалку наликува на држава. Се повеќе е место под власт на мафијата, на олигархијата и на сите оние кои на нечесен начин стигнале до она што го имаат. Ово утро ќе разговараме за една локална тема, тоа е за општина Центар и за тоа како ова централното градско подрачје во главниот град на Република нашата земја се урбанизира. Мој гостин ово утро е Митко Сланинковски, без В, инаку политиколог и граѓанин од општина Центар, кој одблизу ги следи сите законски регулативи, сите процедури и се она што се случува во центарот на градот. Сланинковски, вие првенствено нели се договоривме да го направиме ова интервју поради она што се случува кај Holiday Inn. Таму имаме една ситуација каде што градоначалникот на општина Центар, Саша Богдановиќ, инаку веројатно еден од подобрите градоначалници на СДСМ, ако се земе така некој количник, вели дека тоа сепак е под одговорност на град Скопје и дека доколку го стопира градењето кај Holiday Inn, тој ќе стори кривично дело. Што се случува? Каква е правната реалност и како дојдовме воопшто до ситуација овде да се гради? Овака се најпрво би сакал да ти кажам добро утро на тебе и на сите оние кои не слушаат и не гледаат во овој момент. Оно што имам да го кажам на почеток е да не си му во кожа на Саша Богдановиќ во моментов. Значи тој е растргнат на две страни. Од една страна се правните последици кои може да ги претрпи општина Центар во случај на укинување или на суспензија на овие дупови, а од друга страна се граѓаните кои заслужуваат да знаат и да одлучуваат што се случува во нивната општина. Јас малце подолго време ја следам оваа тема и директно сум засегнат не само како и директно сум засегнат и како граѓанин, но и жител на општина Центар. Иначе идејата за да се градат висококатници не е нешто нова, туку таа трае од 2007 година, кај што тогашната влада нели на Никола Груевски сакаше малце да направи измени во централното градско подрачје, односно да го модернизира Скопје. Зашто ако ги гледате снимките од денешно време и од 2007 година ќе забележите дека Скопје се менува и тоа е сосема нормално, зашто ние нашата цел е модернизација и урбанизација на град Скопје. Добро, сега не знам навистина колку оние споменици се модернизација и урбанизација во голем дел, но дека ликот на Центар е изменет, е изменет. Изменет е, да, но овде правиме муабет во секоја општина, не зборам само за конкретно за општина Центар, зборам и за на ниво на Македонија. Една од целите на општината е да има рамномерен развој на ниво на цела општина. Сега вие тука го имате централното градско подрачје, кај што е стварно целосно урбанизирано, модернизирано, а од друга страна имате населби како што се Ново Мало, Мажар Мало, па дури и оној дел кај што е кај Holiday Inn, кај што граѓаните живеат во субстандардни услови, значи тие тама немаат ни канализација, ретко често се случува да немаат вода. И значи од една страна имате контрасти, го имате Кејот, Центарот, Капиште, Збуња, кои се страшно урбанизирани населби, а од друга страна го имате Крњево, местото кај што треба да се гради моментално, оној големиот паркинг кај Holiday Inn. Ја верувам дека поголемиот дел од граѓаните прошетале тамо да видат што се случува моментално. Значи ние правиме муабет тамо за Ја не знам кај ќе се паркирам колата, еве. Ја не сум од Центар, јас сум од село и сум дојден да живеам во аеродром. Сега прашањето ми е кога одам од Центар, јас си ја ставам колата на тој паркинг. Каде ќе си ја ставам сега ја мојата кола која треба да завршам работа до банка, до пошта? Мене тоа ме секира. Толку тоа дали ќе имале висококатници, не, ја од практични побуди нели седмично настапувам во оваа приказна. Обично кога паркираат граѓаните, паркираат на јавен простор.
Тоа целото земјиште кај Холи 1 таму што е не е јавен простор веќе. Тоа е во приватни раце. Сега како е доведено во приватни Како е стварно ова од секогаш ме интересирало како еден простор, како што е тој простор, кој со години веќе од кога знам за себе, нели служи како паркинг, сега стана приватно земјиште. Епа вака сега, значи за она што не го знаат граѓаните, само една парцела од например само една парцела на тоа градежно земјиште била под државна собственост, односно 9000 метри квадратни биле под државна собственост. Другите, да напоменам пред да почнеме да елаборираме темава, да напоменам дека тој целиот дел кај Холи 1 се состои од 4 градежни парцели. На 3 градежни парцели е предвидено да има домување, односно да има згради, да има стамбени објекти, додека на едната парцела, тоа е парцелата 1.4, е предвидено да има фонтана со реквизити, паркче да има некој. Сега ти таму кај што си ја паркирал колата, си паркирал ти на приватен имот. Значи не само ти. Ма јас си плаќам на град Скопје, си земам белешки, тоа скапо е. Плаќаш на град Скопје, сега веќе не плаќаш на град Скопје, треба да видиш фискалната сметка. На кого се плаќа? Во 2018 година кога е направена продажбата на ова земјиште, веќе ти не плаќаш на град Скопје, ниту на предпријатието за стамбен и деловен простор. Ако можеш да се сетиш, имаше еден период кај што беа отворени рампите. Добро. Да, тоа е тој транзиционен период кај што се преоѓаше на некој начин. И сега во чија собственост е тој паркинг? Сега вака, значи тој собственост порано го имала 9000 метри квадратни, го имала Република Македонија. Добро. И предпријатието за стамбен и деловен простор. Добро, ПУИК. Останатиот дел од 4000 метри квадратни го поседувала Македонска православна црква. Ја не сум знаел, значи тоа го дознав сега одамна. На тоа место, кај што има Македонска православна црква, 4000 метри квадратни, толку е во нејзина собственост, била тука поранешно црквата Свети Константин и Елена. И сега ќе ме прашаш како тука била црквата Свети Константин и Елена, изградена на сосема другиот крај на Вардар. Ете, можело и тоа да се направи така. И ова земјиште останало во собственост на Македонската православна црква. Како се ние после години и години на МПЦ ќе им даваме земјиште? Над кое па имаат Константин и Елена од спротива. Што сакаат сега? Од каде е потребата МПЦ да има земјиште? Мислам, ова е навистина лудо. До кога ние ќе враќаме на МПЦ нешто што е наше? Не и враќаме ништо на МПЦ, туку тоа било нивно и тие го добиле преку денационализација, еден од најголемите криминали во Македонија. Да. Добро? Сега не знам дали е еден од најголемите криминали, али мислам дека требаше да има денационализација кај нас, што сепак има граѓани. Да, но не да оди во црквата, сега ќе правиме милионери нашите пратеници од Господ овде. Во некој поинакво време, значи тој имот бил одземен не само од Македонската црква, туку бил одземен од сите граѓани и сега граѓаните заслужуваат да си го имаат, да си го вратат. Да, ако извади некој тапија таму, окей, твое, да, ама сега на црквата цела држава да ја враќаме ние и атрактивни локации. Добро, значи дел е државно на ПУИК било, дел било на МПЦ и другите две парцели. Другите две парцели припаѓаат на приватни собственици, само што кај нив малку ситуацијата е покомплицирана. Односно, таму правиме муавет за 100 куќи, во каде што една куќа има дури по 8 собственици. Сега, ти да си инвеститор, нормално каде ќе одиш негде кај што е полесно, кај што можеш да добиеш цела парцела или ќе одиш кај собствениците кај што имаат нели една куќа на 8 души. Бираш да одиш кај Дедо Стефан или кај стотици луѓе кои самите не можат да се договорат по дома. Идеш кај Дедо Стефан. И сега, значи, она што е најбитно што тука треба да се напомене, што сите обвинуваат дека во 2012 не знам што се случило, не во 2012 не се случи ништо спектакуларно. Значи во надлежност на општината е она да си го дополнува и изменува ДУП-от. Например, тоа го прави и сега и во сегашната ситуација општините цело време си. Добро, во 2012 е донесена одлука дека тука треба да се градат згради. Не. Воопшто не е никаква одлука донесена тука е направен план дека треба да има згради, ама она што сакам да го напоменам и што сакам да потенцирам дека без разлика што има вцртано нели некој вид на згради, тоа не е дека тие згради ќе треба да се изградат. Вака сега на општините кои ги прават плановите има две работи. Едната е она што треба да го знаат граѓаните, дека тука се разликува на два дела. Едната се градежни парцели, другите се катастарски парцели.
градежната парцела ја определува самата општина, односно општината планира што треба да се изгради на таа на тоа место. Само да го довршам ова, зашто е многу битно и мислам дека треба да го знаат граѓаните. На пример, општината на тие градежни парцели, она не таа не разликува дали е државно или градежно земјиште. На пример, тоа сега ќе направи Шилегов, кој сака да го поврзе булеварот Никола Карев заедно со улицата Џон Кенеди. Тоа треба да оди низ ромското мало. Сега тие најверојатно мислам дека тоа е под уствари тоа е под општина Чаир, и општина Чаир она нема да разликува дали тоа е приватно или државно земјиште, туку тие ќе ја направат градежна парцела и тука значи мора да помине улица. Исто случај. И после ќе имаат експроприација. Веќе има експроприација, да. Сега во овој случај, збориме за оваа конкретно парцела, според Законот за урбанистичко градење, за да градиш нешто ти треба да формираш целокупна парцела. Оваа парцела кошта 13.000 метри квадратни. Мислам, не кошта тука со големина од 13.000 метри квадратни. Сега инвеститорот во 4 очи ги откупува преостанатите. Од кого? Од државата, односно во 2018 година, не, од Министерството за транспорт и врски, например. Значи на крајот од денот Министерството за транспорт и врски е институцијата која го дозволува. Го дозволува, да. Со самото тоа што новите луѓе им го продава тој свој дел од 9.000 метри квадратни. Инвеститорот формира градежна парцела од фантастични 13.000 метри квадратни. Сега, во тие 9.000 метри квадратни, потоа инвеститорот ги купува овие од МПЦ. Не ги купува, туку тие формираат заедничка фирма и заедно... ортаци стануваат господ и инвеститорот стануваат ортаци во градењето на облакодери. Да, добро, може Дедо Стефан горе најгоре да земе еден стан за да биде поблиску до Бога. Сепак. И тие сега значи доаѓаме до дека ти имаат веќе формирано градежна парцела, голема градежна парцела, кај што има непречено да може да и значи ова се поминува тихо во јавноста до ден денес, кај што искачаат тие фамозни планови од изграда. А сега фирмата на МПЦ ќе биде таму инвеститор, така? Фирмата на МПЦ заедно со уште една друга компанија. Со инвеститорот. А овие што се граѓани, што имаат тие што излегуваат таму што бара да се гради? Види се, мораме да ги разбереме нив, сепак тие нивните имоти таму пропаѓаат долго време. А сега и тие се приклучуваат, односно ги продаваат своите имоти на инвеститорот, така? Не знам сега што прават сега тие во моментов, али мислам многу неблагодарно да кажеме дека таму не треба ништо да се прави, што таму не знам сега колку си прошетат или колку прошетале воопшто. Бев на физикална терапија таму еднаш. Доле и навистина морам да кажам дека се работи за крајно неурбанизирано место. Мислам коцка дека имаше од оние плавите како Шанзелизе, али далеку под тоа ниво нормално, тесни улички, нема место за паркинг. Таму нема ни канализација, тие луѓе таму со години им е ветувано дека нешто ќе им се дозволи да им се гради, не им се гради. Мислам мораме да ги разбереме зашто кој сака да му пропаѓа куќата таму. Да, има имоти што не живеат таму никој, има луѓе што живеат таму. За потсетување на граѓаните, тоа кога од Holiday Inn идете спрема Вили сендвичарава што е тука на самиот паркинг, пред Вили десно вртете и одите. Една мала тесна. Но калдрма е таму, има калдрма, уште значи таа останат уште од предземјотресот, дори сите куќи таму, сите објекти се останати предземјотресот. Така да правиме муаве за стварно една апсурдна ситуација, од една страна го имате трговскиот центар со модерни објекти, нели со авија. Не е многу веќе денес модерен трговскиот центар. Кога би компарирале благодарение на тоа што го сегашниот пиар тим на Петре Шилегов некогаш го гушкаш. Но да бидеме доследни. Кога би компарирале со другите објекти, ова се објекти што се по над 100 години стари. Може би треба и културно наследство да бидат како што е старата чаршија. Може би треба и таков некој модел да се разгледа, но оно што е важно во оваа ситуација дека Министерството за транспорт и врски е она кое го овозможува ова спојување на господ и бизнисот и градење на згради таму. Да, така, тоа е оваа целата постапка се случува во 2018 година. Благодарение на тоа што тогаш Сугаревски мислам беше. Да, Сугаревски што е и она што е уште потрагично е по тоа што за Министерството за транспорт и врски да продаде една парцела, не збориме за општина Центар, туку правиме муавет и за другите општини во Македонија, треба да добие извод од општина Центар. Сега
Изводот на општина Центар го издава градоначалникот, во овој случај Саша Богдановиќ, го доставува до Министерството за транспорт и врски дека со тоа земјиште нема никаков проблем. Она што е спорното е по тоа што во овој случај Саша Богдановиќ нема наведено дека тој план е под мораториум и дека е под ревизија и дека ќе се смени во догледно време. Сега. Ние добиваме цело време едно пренасочување на одговорноста, барем според оно што јас навистина го следам господинот Богдановиќ, како што кажав и на самиот почеток, имам и добро мислење за него, тој тврди дека не може тој да го стопира градењето таму, затоа што доколку го стори тоа, ќе стори кривично дело. Дали е во право? Тука е малце покомплицирана ситуацијата, односно многу гледам во последно време многу експерти се повикуваат на тој член 23 став 9, кој што се предвидува суспензија на деталните урбанистички планови, само што дека значително се каже дека ова е веќе стигнато до самиот крај. Значи овој инвеститор што има платено 2,4 милиона евра кон општина Центар за комунали, а за да ги добие за да го плати, за да стигнева до тој чекор овој инвеститор, значи треба да помине низ многу процедури, низ многу правни работи, во кои од тие 2,4 милиона евра, да напоменам дека 1,4 одат на град Скопје, а другиот 1 милион евра добива општина Центар. И сега, вие ако некој поднел по најрегуларен пат дозвола, значи, ако поднел барање за градење, град Скопје и Центар од Господ добија 2,4 милиони евра. Да, 2,4 милиона евра, и сега вие ако стигнете до оваа фаза више, кога инвеститорот што се вика на некој начин е пред градење и наеднаш да му кажете или да ги смените деталните урбанистички планови, мислам дека општина Центар ќе претрпи значителна финансиска, огромна материјална штета. Значи тука не правиме муавет за некои ситни пари. А каде сме со мораториумот? Тука не правиме имаше 50 тука правиме муавет за оштета од 50-60 милиона евра, мислам, не знам. Не ли имаше Богдановиќ онаков мораториум за градба, па тој му падна на уставен суд? Сега вака околу мораториумот за градба, нели што го донесе општина Центар и уставен суд што го кина на 2 пати. Многу луѓе викаат дека уставен суд е во спрега со градежната мафија, дека ги штити интересите, но не, уставен суд ги штити правата на граѓаните. Значи доволно е само некој да отвори одлуката на уставен суд и да види што фактички направила општина Центар. Општина Центар и советот на општина Центар, ја имам тука пресудата пред мене. Би сакал да прочитам некои делови. Слободно. Би сакал да прочитам некои делови што констатирал уставниот суд, односно тој констатира дека, сега тоа ќе го прочитам дека општина Центар излегла своите законски можности и го прекршила уставот, владењето на правото, приватната собственост, значи ред работи има прекршено општина Центар и советот на општина Центар. Еве сега вака, на пример, Уставен суд вика дека советот на општина Центар како доносител на оспорената одлука во нејзиниот правен основ за донесување никаде не е законски, не е утврдена законски надлежноста на советите на општините да можат со своја одлука да го запрат спроведувањето на урбанистичките планови кои ги донеле во законска постапка и да донесувањето на оспорената одлука се спроведувале. Тоа значи дека дуповите важат се дека не се донесе нов дуп. Во овој случај општина Центар прогласува мораториум и фактички дуповите што се вадички на некој начин го стануваат неважички. Ги суспендира на своја одговорност. Понатака исто така дека е тоа што го кажав, дека еднаш донесен урбанистички план и тука е се набројано со кој став, кои членови, значи ама добра Митка, не можам ја да го сожалувам сега Борис Стојменов затоа што не му дозволиле да гради на сред мораториум онде пред ВМРО како се викаше таа зградата, или не можам да жалам одредени мултимилионери кои буквално направија хаос во центарот на градот во изминатите години. Сега го изгубивме Дебармало. Дебармало денес веќе не постои. Таму не можеш да паркираш. Останаа само улиците и кафаните и се друго е збутано, се друго е преполно, загушливо, го изгуби. Дебармало го има изгубено целосно шмекот на она што се нарекува Дебармало. Имаме такви примери во општина Центар и други. Стопирањето, сега се обидувам да бидам адвокат на Богдановиќ, стопирањето на градбата беше единствен начин да се зачува нешто
и да се види, чекај да видиме каде одиме и што правиме ние со оваа општина. Океј, да, некој како што самите кажавте, Кренјево, Ново Мало и така натаму, потребна е урбанизација, но има делови каде што веќе е преполно и веќе не може да се живее таму. Да, но вака се, за тоа се ние ако сакаме на некој начин, види, јас не ги жалам овие што се, како што кажеш ти, богаташите што градато, али ние тука мораме да правиме мове за правната држава и за почитувањето на законите. Значи тоа не е, значи ако сакаме да се стремиме да одиме кон Европска унија, значи ние мора да се стремиме да ги почитуваме законите. Моментално нашиот устав и нашиот закон кажува ова што јас ви го читам сега во овој момент. Сега ти ме праша зошто дека мораториумот бил, да, на некој начин јас се согласувам, да, ама не можеме, значи тука мора да се почитуваат законите. Еве, на пример, Уставниот суд во неговата одлука вика дека граѓаните не се еднакви на ниво на цела Македонија, не се еднакви. На пример, жителите на центар не се исти како жителите на аеродром или жителите, не знам, на некој на Битола, на пример, на Охрид, на Гостивар, зашто во центар не се гради, на секој друго место се гради. И вика дека со оваа одлука што има донесено општина Центар и советот на општина Центар, значи се ставени граѓаните во нееднаква правна положба на начин која своја одлука не дозволил едни граѓани да ги остварат своите права и правни интереси. На пример, жителите на Центар не може да градат во Ново Мало или во Мажар Мало, а 100 метра поделе во општина Аеродром се гради. Да се вратиме на претходната тема. Постои ли воопшто можност во овој момент на 11 мај да се стопира воопшто градбата кај Холидеј? Постои ли веројатност некој денес, некоја виша сила да дојде и да рече нема да се гради овде, господе, извини, не може така? Искрено во оваа ситуација не знам дали може да се стопира. Они се повикуваат на тој член 23 од Законот за градење, тоа е став 9. Има, сега таму има, тоа значи дека општината, дека единиците на локална самоуправа, во овој случај нели општина Центар, има можност да направи суспензија на плановите, на деталните урбанистички планови, ако на пример се суспендира дел од ДУП-от, тој треба да биде 6 месеци да трае таа суспензија, а дека ако треба да се суспендира целиот ДУП, тоа треба да биде 12 месеци. Во случај, сега тука малце членов е многу збунувачки, во случај да се констатира некоја си прекршување на правата на инвеститорот, штетата што треба да ја плати е општина Центар во случај. И овде ќе бидат огромни пари. Затоа реков не сакам да сум моментално кошата на Саша Богдановиќ, тоа што му се случува во моментов, од една страна е растргнат помеѓу ветувањата на кои се ветувањата кои ги имаше тој конкретно? Ја не се сеќавам, не сум ни од Центар. Во 2017 година кога да е Саша Богдановиќ имаше ветувања дека ќе спроведе мораториум, односно прекинување на сите градби. Па тој спроведе. Па не е баш така. Јас се обидов неколку пати да добиам информација од општина Центар за тоа што све и како се гради во општина Центар. И верува и Љупче, значи во општина Центар и за време на мораториумот се гради. Според некои информации што ги имам добиено, значи таа не се од општина Центар. За време на мораториумот, се не знам колку е оваа информација точна, од она што ми го пренесува, нели, општина Центар не ги дава информации. За време на мораториумот се градат или се изградени измеѓу 25 и 30 згради. И сега, ја имам тука примери, не е коректно да ги кажем и кои се фирмите, но само би ти ги кажал датите на кои им е дадено одобрение за градба, а нели имаме веќе мораториум од 2017 година. Например, на улица 1, која се наоѓа во општина Центар, број 27/44, е дадено одобрение за градба на 16.6.2020 година. На улица Васил Ѓорѓов, на 25... Тоа е Капиштец. Да, Капиштец. На улица Васил Ѓорѓов, на 21.2.2020... Мјалков има стан на Васил Ѓорѓов инаку. Не знам како станот. Добро? Значи, ова вториот пример, на улица Васил Ѓорѓов на 21.2.2020 за една ново одобрение за градба. Значи, не правиме муавет за пред мораториумот, не правиме муавет за време на мораториумот. Овдека уште не е укинат мораториумот. Исто така пак на самата улица, на улица Васил Ѓорѓов, на 28.5.2020 година, уште една дозвола за градба се дадена. Значи, до тука се доаѓа до заклучок дека и за време на
на мораториумот во општина Центар се гради. Добро, веројатно имаат некакво објаснување зошто, како и што. Не би сакал сега да навлегувам во тоа да бидам адвокат на општина Центар. Ги спомнавте програмата на Богдановиќ. Да, Што вети, а што не исполни сегашниот градоначелник? Во 2017 година, пред да дојде Богдановиќ, тој направи на прилично голема програма, некои 67 страни прилика му беше. Ако споредуваме со Андреј Жерновски, што имаше 30 страни, овој малце се надоградил. Се дуплираш. Да, се дуплираше, има... Андреј Жерновски е еден од полошите градоначалници кои оваа земја ги видела. Добро, се тоа граѓаните треба да го кажат. Сашо Богдановиќ, значи, вети многу, прво вети стопирање на мораториумот, вети чист воздух, дека тој каже дека со стопирањето на мораториумот... Ама мора да признаеме дека почиста малце воздухот сега периодот. Значи, еве сега ќе отворам Time, ќе проверам да видите, Кавадарци, Велес, Битола, чекај да видам други градови. Сега да видиме колку е чист воздухот. Значи, Центар, денес кој датум сме? Мај 10, еве, за вчера има 32.000 PGM M3 на метар квадратен. Не, 32,6425. Мада ништо не ми значи ова. Немам никаква споредба со претходно. Прво глупаво е да се вети дека воздухот во Скопје ќе се исчисти, затоа што тоа не е можно. Ако сакате чист воздух, еве го Сонја, еве ти го. Добро, се водно Скопска Црна Гора. Значи ова некои други давало ви. Добро. Не сум ги давал јас. Мораториум, чист воздух, друго. Чист воздух, средени, осветлени улици, нови паркиралишта, вертикално зеленило. Тоа значи вертикално зеленило се ставува зеленило од страната на зградите, значи да ги има од страна. Сега новите згради кај Holiday Inn ќе бидат такви зелени, излезе план на Фани Карамфилова, Маши, како се викаше, го заборев, што е архитектот, ја презентираше таа шемата, па после најдоа дека било украдена од негде, не знам таму каде ја имало таа зграда таква иста, па мене ова се и тоа зеленило на згради, што ќе придонесе за почист воздух ако ставиме ние жардинјера, една поголема таква што ќе биде тераса уствари. Ја на пример имам или она Шилегов што ставаше на ГТЦ горе. Тоа е сосема, види, тоа Шилегов што го ветуваше за ГТЦ. Он направи на ГТЦ горе, стави таму некое дрво. Прво тоа не чисти никаков воздух, тоа не е дрво. Ме разбирате, затоа што нема доле земја, нема корени, нема. Тоа е една обична визуелна глупост која не помага за чистење на воздухот. И тоа треба да им биде јасно на сите. Сега, самите тие вертикални зеленила, тие глупости не помагаат. Боле да не го лажат народот дека ќе му го исчистат воздухот, едниот и другиот. И третиот и опозицијата сегашна која пробува да дојде на власт. Види се, тој функционира тој начин, например, не можеме да кажеме дека не функционира, што таков пример имаме, например, во Милано, не знам за сите оние кои биле во Милано, може да ги видат оние две кули што си, например, стварно таму е тоа нешто, ја прв тако нешто видов во животот, од оздола до горе, ама тоа што се вика зеленилото прелива од страна, ама тоа е, мислам дека ние сме малце подалеку, да не се споредуваме, ама има примери, например, во светот, кај што може да се направи и на пример ветувањето на Шилегов за зелени покриви на зградите не беше дека ќе направи сосема мал дел на трговскиот центар. У Милано ги имаат Долче и Габана. Ние го имаме Сергеј Варошле, така што самата споредба не држи. Добро. Значи има плејада на ветување според вас? На нереализирани ветувања, на пример исто така сега Лага се на предизбори, пред локални избори, тој вети дека ќе изгради 14 улици, дека ќе ги испореновира во центар. Значи, предходните и се доаѓа до некоја бројка од не знам до сега и се реконструирал некои на 35-6 улици. Искрено мене ми е јасно кај се реконструирани тие 35 улици, кога и ти самиот си возел, јас што сум жител тука на центар, ги спокршивме колите низ центар полне со дупки. Пример, друга работа. Не, ја SUV возам, така што. Немам проблем толку со дупките. Добро, за ние што сме со пообичните коли се соочуваме со таков проблем.
Друга работа исто така што ја вети, не исполне по тоа што ќе изгради нова градинка, таа не е ни на повидок да се гради. Дали имавме мораториум и за време на мораториум не можеш да градиш. Салата на работнички, една од не знам како да кажам, најбизарните ветувања што ги дае, дека ќе изгради кула за прочистување на воздух. Мичко, извини, овде има едно обвинување за тебе од Мануела Малахова. Ајде. Значи, чекај, не, може би е лажен профил. Вика, која е ова Нестека, не знам што е ова Нестека, од Слатина, градски активист. Каква врска имате вие со Слатина? Тоа е на Бранко, мислам, селото. Искрено не знам ни кај се наоѓа тоа. Иначе јас цел живот живеам во центар. Тоест во Стара Чаршија живеев до неодамна. Значи единствен сум што ќе познаеш или што ја да им кажам исто и на граѓаните дека единствен што живеел во тој дел на Во Стара Чаршија. Стара Чаршија, да. Колку години? Па до 34 години. Значи таму си роден и цел живот живееш? Цел живот живеев, да. Тоест па до 33, сега ќе помнам. А сега се уште има жители на Чаршија во куќите горе што живеат? Кои куќи горе? Па нели има над продавниците, над дел има куќи на... Нема единствени жители во таму Стара Чаршија, се само мајка ми и татко ми. Други не постои. Други не. И кај гласат они? Они гласаат во Кирил и Методи, тоа спаѓа под центар. Так. Тоа гласачко место не ме фаќа за збор, 822, не знам, не ми текна се кој е гласачко место и они таму си гласаат како Ова навистина ми е како центарци. Да никогаш не сум размислувал дека постојат жители луѓе кои живеат во Стара Чаршија. Знам, јас живеев една година во зградава што е на Дом Ибни Пајко. Тоа окей. Да, али дека нагоре над таа зграда воопшто живеат луѓе. Па не, па види се, не живеат многу. Ние сме таму ретките. Има, мислам дека уште 2-3 фамилии ромски што живеат таму. Са не е да кажам дека сме староседелци таму. Ние татко ми дошол во 58 година, значи општо кога Чаршијата не изгледала како што е сега. Ја баш мислам дека пишував на оваа тема, општо гледам дека некои луѓе се бунеа, се жалеа зошто на пример се менуваат оние плочите од травертин. Зошто се менува? На пример ја го поддржувам тоа менување, значи секоја промена ја поддржувам како жител, зашто на тој начин се подобрува и животот на луѓето им се подобрува. Значи таму правиме мове за стари инсталации што се од предземјотресот уште. Ние користиме стара инсталација на Телеком што е од, ако не се лажам, од 60-та година. Оптика и интернет поминува преку неа. Не може да помине оптика и интернет поради стара инсталација, тама нема ни парно, значи се соочуваме со и сега во овој момент се соочуваат и мајка ми и татко ми со таков вид на проблеми. И сега секоја промена, на пример, секоја промена на нова инсталација, на нови цевки на парно, ја го поддржувам тоа. А новите се уште се добро сега ради коронава, не се, иначе се дискотеки. Па дискотека нема. Уствари има една Капанан. Да, ја еднаш сум бил таму. Таа ја има Капанан, ја еднаш имам отидено таму, живеам на 50 метра од неа. И живеев уствари. Евидентно е присуство на шприцеви. И останати гуми онакви. Мислам, навистина се работи за... Сега, ќе бидам искрен до крај, можеби некој ќе ми се налути, но Старата Чаршија е полека настаната, веќе станува една престолнина на уживатели на забранети субстанции и зависници од истите. Не знам, ја не сум по тој еуфемизам да не сум ја по тој спорт, така да не знам што се случува. Навистина е жално, дневно таму има некоја традиција као што се која се промовира, има, не знам, продавници, филигранџи, сладкари, така натаму, оној турски чај стар кој кебапчиња и сите останати културни обележја на градот. Има и галерија, ако не се лажам, се скоро бев на изложба и се е тоа во ред, а има и дувла на наркомани. Види, она што сакам да го кажам, значи Скопје 2014 без разлика колку некој да го спорува, за мене исто така е многу успешен проект, но не само од страна тоа што голем дел од централното градско подрачје се обнови на некој начин, туку и што го врати духот и на Чаршијата. Порано не знам се луѓето кои се сеќаваат, тој дел после Камени мост беше страф и трепет на некој начин.
стварно беше многу страшно да го поминувате камени мост, не осветлен, не безбеден. Скопје 2014 и тој да на некој начин го смени, го направи тоа природно поврзување што имаше чаршијата заедно преку камени мост заедно со плоштадот. И тука Филип II како линк помеѓу антиката, отоманското време и современиот свет му дојде. Па да, на некој начин така искрено ти кажам. И мислам дека тоа не е според мене лоша работа, бидејќи види се обнови цело тоа плато пред црквата Свети Димитрije. Претходно беше стварно во катастрофална состојба. На некој начин и чаршијата живна се вратија туристите, ја тоа го гледам по мене. Значи јас во 2002 година, 2003 година пред да дојде мојот пријател Пане тамо да отвори првата винотека, чаршијата беше замрена, значи таму жив човек не влогаше. Сега е сменета ситуацијата. Сега не само што доаѓаат туристи, странски тука доаѓаат и домашни туристи, луѓето има каде да јадат, да седнат, да купат. Значи таму се наоѓа за се нешто. Само треба да има желба, да прошеташ, да разгледаш, мислам од хероин до десетка со кромит, уживајте во старата скопска чаршија. Све има. Да, има се. Има апсолутно се во чаршијата, Менада ја затвори. Престолнината на соросоидизмот во Република сега веќе Северна Македонија се наоѓаше токму за жал, во чаршија. Се сеќавам таму одевме на тие дебати, ја таму станав атеист, иначе за тоа зборам против МПЦ. Еви во оваа емисија таму како се вика, таму беше наш проповедник Владе Милчин, Жарко Трајановски се работи советник е таму нешто у влада, не знам. Амон Мара, па имаше бендови, па се читаше поезија, никој што не ја разбира и сето тоа ни се продаваше како култура. И сега имаме ситуација да тоа културно место Менада го, како дојде СДС на власт, више не им требаше и го затворија. Па на Твитер се зафркаваа дека кафана кај Стариот ке се отварало и со слика од Тодор Александров, демек ВМРО ја презело Менада, ама гледам дека уствари таму зграда се гради. Тоа што сакав да кажам, значи чаршијата не остана имуна на целиот тој урбанистички хаос што ни се случува на ниво на Скопје. За жал, ја имав можност да прошетам низ, како што кажав, низ Европа, на пример бев во Лисабон, во стариот дом на Лисабон, бев таму, ништо нема нешто слично како што има во чаршија. Бев во Шибеник, на пример, во Хрватска, тоа е еден од најсочувани. Во Шибеник нема бела чорапа на чело и сако, така за разлика од нашата чаршија, односно тој дел тука позади Менада од чаршијата. Она што сакав да го кажам е дека се случува една претерана на самата чаршија, се случува една претерана урбанизација и тоа посебно нагласено во последниве 3-4 години, кај што изникнуваат згради со по 4 до 5 ката изникнуваат, што е стварно не својствено за такво нешто. Например, нема инфраструктура што ќе подржи 4-5 ката. А имам на 10 метра од мене и уште едно нешто сакам да напоменам, дека моментално водам година и пол битка со Саша Богдановиќ со општина Центар да тргнат Дивоградба што се наоѓа до мојата куќа. Каква Дивоградба? Па сега вака, кафичот, до мене имам кафич до мојата куќа кај што се наоѓа и мојата уличка спаѓа под општина Центар. За жал, вработените во општина Центар не знаат дека таа улица спаѓа под општина Центар. И водам моментално борба година и пол да се тргне, да се острани Дивоградбата, односно кафичот ја има узурпирано со они како го викаат тоа поставување на урбана опрема, ја има узурпирано улицата и од 12 метра они ја имаат доведено улицата само на 1,80 м. Иако дојде инспектори нели од општина Центар, тоа го имаме, тоа е така факт, 3 пати доаѓа инспектор на општина Центар, локалот се уште си стои така. Како се вика локалот? Не знам, смени многу имиња, дури ја не сум во тек. Веројатно при собствениците се доаѓаат, дури ја веќе не сум во тек. Ама еве општина Центар не ја урива таа Дивоградба више година и пол. Добро сте, можеби се плашат од калашникови и инвеститорите и си на вистина се. Ние не може да кажеме митко дека сме нормална држава. Види се, ако стисне ветил на граѓаните дека законот ќе биде ист за сите, без разлика каде се наоѓаат, дали се наоѓаат, не знам, Чаир во Центар, во аеродром, значи јас најмалку што не може да биде законот ист за сите, ако сакаш да запалиме кола, ќе отидеме
не знам, како се викаше, до Кондово и ќе видиш дека законот не е изда сите. Ќе купиме цигари, дали ќе ни дадат фискална. Значи, законот у Македонија не е изда сите. Да се разбереме. Во Македонија нема владење на правото, да се разбереме. И го гледаше примерот во Чаир. И изградиле некоја господја наша, во странство живее со години, во двори изградиле куќа. Цело тврда градба, невремен објект. И она се враќа дома и не може дома да си влезе, пред неа има куќа на неизино земјиште, на неизино, и 3 или 4 години не може да ја срушат куќата. И ние зборуваме, не може да издействува некој да ја сруши таа куќа која се наоѓа на неизино земјиште. И ние сега тука разговараме за владење на правото или за било што. У меѓувреме и на задниот дел од дворот уште една куќа сега ја градат и не може господјава ништо да направи тоа да го стопира. Ова е во Чаир. Ова е на километар и по воздушна линија од студиото во кое ние во моментов седиме и разговараме за некакво владење на правото. Ви ставили у двор кафана цела и вие не можете буквално ништо да направите. Виса, на улица е. Добро. Кафаната, буквално тие се излезени скрос на улица. И ви кажам, од 12 метра што е улицата баш ја мерев. Значи, кога да сакате да поднесете барање до општина центар, вие треба све да им извадите таму. Значи, наместо они да пуштат инспектори на терен да излезат, да ја констатираат фактичката состојба, они ти бараат ти све да им напишеш, да им кажеш која катастарска парцела е, па ти бараат советник, значи на некој начин граѓаните треба да се претворат во инспектори, да истражат се и да им достават на нив бујрум само да урнете. И што е најинтересно, потврдено е дека таа градба е дивоградба, од град Скопје е потврдено дека таа градба е дивоградба, потврде и од општина центар, еве после година и пол не е урната. А гледаме дека Сташа Богдановиќ оди низ центар, урива некои дивоградби, некои поткровља урива, а она што треба да го покаже на вистина Саша Богдановиќ му застана на патот на Мијалков за она зграда на СГС. Имаше и некои такви изблици на храброст. Може да се види дека сега не дека перфектно функционира во овој услови, никоја општина перфектно не функционира, ама во споредба со еден Златко Марин или со оној од Ѓорче, како се викаше Александар, он е Мајк Блумберг. Значи, барем нешто може да видиме, некаков пиар, ке се слика, ке направи, ке донира, не знам, Киро Глигоров школото го направи, ово она. Проблемот со општина Центар е што во Центар кој како доаѓа, наследниот му остава се позаплеткана ситуација. И ние тоа можеме да го видиме вака едно со историски континуитет, и го спомнав примерот со Дебара Мало. Ти си политиколог, еве си млад човек со одредени познавања во оваа област, очигледно. Кажи ми, кој е начинот општина Центар да заличи на нешто, односно да почне да функционира и општина Центар да не биде она што е сега? Еве, да им дадеме еден совет на сите сегашни идни функционери. Првиот начин е да се сака, да има политичка воља. Добро, имаме. Вториот начин е да не ги лажат луѓето. И Андреј Жерновски и Саша Богдановиќ више на некој начин им даваат многу нереални ветувања на граѓаните. И на пример после се откако им заврши мандатот, Петре Шилегов зиплайни, нешто што правеше, спејс програма. Добре, уште ги чекаме тунелите да ги изгради под Кале. Да, тоа копаше тунели, зашо му беа тие тунелите? За да се спои Климент Охридски со Никола Карев од другата страна на америчка амбасада. Тоа е многу вака се за тој Таму Тутон Камон може да го ископа. За тој проект што правиме, муавет Љупчо за дека ќе чини негде над 70-80 милиона евра само да ги изградиш тие тунели. Сега, колку има финансиска моќ град Скопје тоа да го направи, не знам. Единствено ако не се задолжи, кој што направи сега со автобускиот превоз, оној брзиот автобуски превоз што го заговара Шилегов. Искрено и тука ја имам недоумици како тоа се ќе го изведе, зашто постоја, зашто на пример, дел од неговите планови се малце сега да го чепнеме, зашто тој ќе поминува и низ Центар. И јас сега секој ден дека шетам низ Центар, го поминувам тој дел, претежно одам пешки до работа и дома. Се прашувам каде ќе поминува тој брз автобуски превоз. Например, неговиот план е да почне од Ѓорче, да заврши во аеродром. Сега, еве да ја земеме Партизанска за пример.
тука имаш две опции. Или ќе зафатиш една лента од партизанска и ќе ја смалиш партизанска од 3 ленти ќе направиш на 2 и ќе направиш еден невиден хаос, значи невиден. Вака и партизанска вака сега во време на тие шпиц саатите во хаос. И другиот е да го исечеш средишното зелениво, да го откорнеш и врз него да го изградиш тој брзиот автобуски транспорт. Сега тука се појавува па еден друг проблем, што во средишното зелениво на партизанска поминуваат главните водоводни цевки на град Скопје. Значи тоа правиме муабет за ФИ 140, тоа не можам да ти објаснам толку кава големина. И сега ти од згора ќе му ставиш автобус, тоа вибрацијата може да се оштети. Добро, еве да кажем и ќе го надмини тој проблем и ќе дојде кај зградата Тифани што изгради Грчев. И сега се поставува дилемата кон каде ќе оди со автобусот. Дали ќе оди лево по Гоце Делчев, кај што се најголемите гужви што постојат у Скопје, или ќе оди десно низ Рекорд. Значи во секој случај, која е опција да избереш или лево или десна, ти ќе направиш невиден сообраќајен хаос. Се не ја направи Грчев, Тифани Палчо ја направи. Добро, он беше во тој период градоначалник. Да, па добро, може па од двете страни да почне. Ти која би ја избрал? Ја ќе идам преку од лева страна, пошто десно е многу тесно стварно таму. Стварно тесно, да. Сега тука има еден друг проект, Мал Ринг се вика, кај што е предвидено Даме Груев да се прошири. И баш пред некој ден шетав со моите родители тамо и им викам, слушај да викам, еве дека се предвидува да се затвори Рекорд на некој начин и тука да се направи булевар. Усвари сватив дека тука треба да има една невидена сечана на дрвата кои се поставени. Па нема се СДС на власт, нема кој да ги гушка дрвата. Доколку реше тоа да го направи, они се познати. Епа ги изгушка 11 години и сега веќе им се почна да ги сечат. Сега почна да ги сечат. Например, тука има многу големи дилеми околу тој брз рапид транспорт или како и да се вика, така да не знам како ќе го. Може би треба да го земеме решението на Љупча Ристовски за магнетни трамваи, тие што се летачките, како да бидеме како Јапонија. Па овако кошта се 70 милиона, тоа колку ќе кошта? Тоа е негде 4-5 милиарди, ама ќе се најде. Ќе се задужиме, најмал проблем е за тоа. Кога гледате како живеете во оваа држава каде што они не можат да тргнат куќа, некој во дворот ваш ви изградил, не може да ја тргнат, ние разговараме тука за зиплајни, за брз автобуски транспорт и за така натаму. Навистина е трагична ситуацијата со не само со главниот град, со цела држава е трагична оваа ситуација. Навистина ми е мило што успеавме вака малку да ги кристализираме работиве околу ова што се случува кај Holiday Inn. Заклучокот е дека таму не може веќе ништо да се направи, Господ наумил и ќе се градат згради. Види се, така некако ќе му дојде, види да бидеме реални од друга страна, таму нешто треба да се, прво треба таму се прашаат граѓаните што сакаат. Не можеш да правиш своеволно некои работи. Ти преска ме прашаш што треба да направат други градоначалници, да ја ти кажав да не ги лажат граѓаните, но воедно треба и да ги прашаат, зашто сепак тие граѓаните одлучуваат во задивната општина, нели градоначалниците и сите околу се на некој начин слуги на граѓаните. Што ќе се гради таму и што ќе се прави, не знаеме, ќе видиме во периодот што следува, но пак ќе кажам, не сакам да сум во кожа на Саша Богдановиќ, што сега тоа е помеѓу два огна, така да која опција да ја избере, мислам дека е многу неповолно. Луз, значи на двете страни има лоши карти. Митко, ти благодарам за ова гостување. Фала ти што ме покани. Се надевам дека се успеавме да опфатиме, или она што е поважно од се она што се случува. До некое скоро гледање. И ти благодарам што вака успеавме да расчистиме ситуацијата. Фала ти што ме покани. Почитувани слушатели и гледачи на Лидер FM, на крајот од оваа емисија како поука ќе ви препорачам една книга. Прочитајте A God is not great или How Religion Poisons Everything, за да видите како сите религии, вклучително и нашата православната и оваа што ја имаме тука, практично си само еден добар бизнис и еден добар филм. Дека се добар бизнис, гледаме дека еве луѓето ќе градат згради, возат джипови, се лечат во приватни болници кога имаат корона, за разлика од сите нас кои едва преживуваме. Зошто? Затоа што нив ги сака Господ, а ние мора да им бидеме слуги. Денес е 11 мај 2021 година, јас сум Љупчо Златев, главниот говорен уредник на Лидер FM. Техничката реализација ово утро е на
Мартина Костандинова и Јане Јанков. Останете со програмата на Радио Лидер, следува одлична музика во оној радио подиум, а потоа следуваат и вести. Нормално читајте lider.mk.